задржим уште малку на диетите, но претходно сакам да ве прашам, сите ние на различни места ги таложиме мастите. Некој таложи на стомакот, други на бедрата, некој на задникот и слично. Дали е тоа генетски детерминирано? Овде е веќе чиста генетика. Значи, ако претходно кажував ова, вака, така, 5% и 10% сигурни сме, не сме, таложењето на мастите во телото е целосно поврзано со нашиот генетски состав. Значи, како сме генетски устроени, така ќе имаме склоност за акумулација на масното ткиво. Зошто? Заради тоа што од сам старт, од кога се раѓаме, телото ќе ги постави, уште во почеток ќе ги постави концентрацијата на масните клетки таму, каде што ние подоцна, ако се поправаме, ќе се види дека ги има. Значи, различна е количината на распоредот на масните клетки во нашето тело, соодветно, тоа се веќе, знаете како, тоа се антрополошки моменти, тоа се генетски моменти, но тоа е таа разлика од човек до човек во однос на тоа каде ставаме. Многу пати е лесно, не секогаш, но многу пати е лесно и тоа одма не врзува за нашите родители. Например, мајка или татко. Ако мојот татко има аспект да става телесна тежина околу стомакот, веројатноста дека и јас ќе го имам тоа како склоност е огромна. Може да се случи гените да прескокнат, нели, не од претходната прва генерација буквално, туку од преку една или од тетка, нели, во правец наваму натаму да отиде да се превземат гените од некој друг, но распоредот на масното ткиво во телото многу зависи, целосно зависи од генетскиот фактор. И затоа тоа е важно да им се објасни на луѓето и да се знае дека ако кога ќе почне човек што ги има така распределено масните ткива, кој ќе почне да се зголемува телесната тежина според тој редослед и ќе го следи тој редослед. Например, ќе става прво на едно место или повеќе на едно место, помалку на друго место. Пример, има лица кои што токму таму каде што сакаме всушност да симнеме. Козабелја. Таму ќе се Козабелја, таму ќе става. Например, има луѓе кои што лицето ќе остане, така да речеме, слабо цел живот, а стомакот може да расте и да се намалува многу, драматично. Дури ако само слика гледате од човекот, вие не можете да процените дали тој се поправил 10 или 15 килограми. Просто неговиот раст има обратно. Има лица кои што кога се поправаат веднаш, како да речеме, што велиме народно, му се заобиколува нели лицето, му се затопчува лицето. Тоа се големи разлики. Да, и генерално ќе става телото секаде, например, во подкожното ткиво, масно ткиво ќе става. Меѓутоа, склоноста ќе биде таму каде што гените имаат одредено повеќе. И тука е овој дел од дискусијата е целосно генетски детерминиран.